Почитувани сограѓани, поради силната поддршка која ја доби председателскиот кандидат Стево Пендаровски од граѓаните на општина Кавадарци, општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е во голема паника и страв од резултатите на предстојните председателски избори. Поради тоа, како и многу пати досега, општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци пласира еден куп лаги за наводни притисоци врз јавната администрација. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кавадарци за притисоците обвинуваше и по референдумот. Тогаш ги повикавме доколку имаат било каков доказ за наводни притисоци, закани и уцени врз администрацијата, истите да ги достават до основното јавно обвинителство. Меѓутоа, до ден денес таква постапка не е покрената. Како тогаш, така и сега ве повикуваме. Се што имате како доказ да доставите до обвинителството. Мене ми е совршено јасно дека после ова нема да покренете било каква постапка, бидејќи се што тврдите е една груба лага и манипулација која треба само да ја покрие слабата поддршка кај граѓаните на Гордана Силјановска. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кавадарци веројатно смета дека и оваа влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз функционира на истиот начин на кој функционираат тие 10 години. Вие изгледа заборавивте дека вашиот поранешен градоначалник е осуден за подкуп на изборите во 2016 година. Тој факт е доволен доказ за девијантното однесување на ВМРО-ДПМН во текот на изминатите изборни циклуси. СДСМ не функционира на тој начин. Ние, за разлика од вас, го почитуваме правото на секој граѓанин да изрази својата политичка волја слободно, без никакви притисоци, уцени и закани. Мене ми е јасна паниката која владае во ВМРО-ДПМН поради слабиот одзив на поддршка на кандидатурата на Гордана Силјановска. Речи си 1000 граѓани на општина Кавадарци и повеќе од 30.000 граѓани во цела држава застанаа зад кандидатурата на Стево Пендаровски, односно двојно повеќе во однос на поддршката која доби Гордана Силјановска. Тоа ви е доволен показател за тешкиот изборен пораз кој вие и вашиот кандидат ќе го доживеете на председателските избори, како на општинско, така и на национално ниво. Залудни ви се овие очајни пресконференции. По 10 години конечно добиваме вистински председател. Стево ќе биде председател на сите граѓани.